може ли Дуи да предизвика да разгори нова војна во Македонија? Поради две причини мислам дека не може. Првата причина е затоа што се знае кој го донесе и кој го одржуваше Дуи на власт 20 кусур години, големиот брат. Така што големиот брат вложи милиарди долари во овој регион, не му е сигурна работата во Босна, Косово исто така на стаклени нозе, во Албанија во Македонија овие се закануваат со нова војна, што значи Америка џабе парите ги нема фрлано за сега некој тамо нивни овие прокси сојузници, да не кажам, да не употребам некој потежок збор, да кажеме слуги поданички, да им дозволи да разгорат војна во ситуација кога на Блискиот исток се заканува тоа да се прошири во огромен регионален конфликт и оно што се случува во Украина, во Русија, за кое што малце покасно ќе кажам збор 2. Тоа е првата причина зашто Дуи нема да може да разгори војна, а втората причина е многу како да кажам, по-доброќудна за нив, затоа што од проста причина луѓе очорени се од пари. Милиони имаат направено. Што мислите дека некој како Артем Груби и компанија тамо чисто што самите они или жени или блиски нивни имаат еден куп фирми што супер им работат овдека и со кои што прават милиони, дека би дозволиле да се разгори војна и бизнисите и милионите да престанат да им течат во нивните чекмеџиња? Малку тешко. Значи, кој е некој очорен од пари, губи волја и да се бори, така што Дуи не е истото Дуи од пред 20 години, баш ка се сеја тоа некои нови генерации. Единствениот начин како би можеле да разгорат војна, тоа е ако она што сега се случува во Украина и Русија се преточи во Трета светска војна, затоа што со влезот на украинската армија во Русија, сметајте дека е тоа огромна промена на играта во таа војна, нешто што досега се нема случено, затоа што она што се случи е директен веќе напад на НАТО на територија на Русија. Впрочем, во овој момент тамо, после од Втората светска војна до сега, никогаш германски тенк нема преминато руската граница, овој пат тоа се случи. Германските тенкови ја преминаа руската граница, кој ги вози не знаеме, може се украинци, може се пољаци, може се ова, може се она, и стотици други орудија или оружја кои што потекнуваат од залихите на НАТО или земјите кои што се сојузнички, членки на НАТО. Така што, она што го каже еден од генералите вчера на руската војска, го слушнав потоа нешто слично каже и еден генерал, бугарски, па и еден американски генерал, но рускиот генерал рече вака: после ова што го направивте, бидете сигурни дека нашиот одговор, начинот како ќе одговориме на ова жестокоста со која ќе одговориме, во слободен превод ќе им го смрзне гомното на сојузниците и на НАТО. Снемав малце бактерија, снема светло. Се надевам дека ќе издржи ова вака до крај. Така што впрочем тој кажа дека морници ќе им поминат по кичмата на сите членки на НАТО. Исто така и бугарскиот генерал буквално го кажа она што го кажа и американскиот, дека ова е веќе работа која што сериозно го доведува светот во опасност од Трета светска војна. Само во една таква ситуација, евентуално екстремните движења на Балканот, екстремните групации би можеле да разгорат нови војни. Во друг случај, американците нема да им дозволат. И уште еден повик, после последните скандали, кога беа условно казнети луѓе кои што од највисоките судски власти, кои што земале мито, едниот нормално перјаница на СДС, другиот на Дуи, овој третиот член на УЧК кој што беше буквално му било дојавено дека ќе биде уапсен и како се вика тоа, испратен кај србите, затоа што србите го бараат со потерница, екстрадиран. Исто судија кој што е близок до овие што порано беа на власт,
го става во куќен притвор, иако се бара од Србија за злосторства против човештвото или за такви работи. Уште еден ова е знак дека ВМРО мора да изврши длабоки реформи во судството, буквално тамо све да истера и да стави луѓе проверени кои што честно ќе работат својата работа за да се врати довербата на судството. СДС джабелае за ова бегството на овој бившиот член на УЧК, затоа што лае по министерот за внатрешни, но во суштина оние кои што го направиле се за тој да му овозможат да избега, се од нивните некогашни коалициони партнери, како и овие кои што за корупција беа условно осудени, така што се знае кој го демонтираше не само државата, не само судскиот систем, не само воениот, полицискиот систем, туку и целата држава. Тоа е Социјалдемократскиот сојуз и џабе лаете, сега оно што треба ВМРО според мене да направи да почне да тргне по вас и вас да почне да ве лови, затоа што ни подразно не смее да ви дозволи да се извлечете за сите оние глупости што ги правите, и Заев, и Филипче за време на пандемијата и она што се запали модуларната болница во Тетово, и тој министерот за внатрешни Обиджуко, кој што се правеше главен шериф и буквално си ја приватизираше полицијата и си правеше што сака, да не кажам за неговите скандали со делење на пасоши на лица кои што се барани по потерници, разни криминалци, осуденици, платени убици и така натаму и така натаму. Одговорност мора да има, тргнете по овие веднаш, ако сакаме да во старт да направиме услови да се направи држава. Исто така, ако имате информации дека големи богати луѓе од ДУИ со разни црни пари сакаат да разгорат одредени немири овдека, ако ги имате тие сознанија, не чекајте ниту секунда, ниту ден, морате како држава брутално да се пресметате со нив. Само така државата ќе покаже дека е самоодржлива и дека може да се одбрани од било каква закана, а со тоа ќе создадете и доверба кај народот и во државата и во институциите. Фала многу, пријатно.